Кучиња скитници во централното градско подрачје, училишните дворови при градските населби. Граѓаните постојано реагираат бидејќи како што велат под знак прашалник е ставена нивната безбедност и безбедноста на нивните деца. Од општина Штип велат дека имаат договор со фирма од Куманово која треба да се грижи за заловување и хумано третирање на бездомните кучиња. Оваа пракса се спроведува и оваа година. Во 8 спроведени акции за заловување на бездомните кучиња во Штип, заловени се 50 кучиња. На Штип има успешно распишан тендер и склучено договор со ветеринарно-сточарскиот центар Тодор Велков од Куманово, кои што се задолжени со налог од општината за заловување и стручен третман на бездомните кучиња во општина Штип. Од почетокот на оваа година се извршени околу 8 заловувања на бездомни кучиња по пријава на граѓани и правни субјекти. Се заловени 50 кучиња скитници на кои што е извршен вкупен третман од заловување, лабораториско испитување за лешманиоза, вакцинација за беснило, дехелминтизација, чипување на кучињата на оние кои што се вратени во регионот на заловување на име на општина Штип и видливо обележување на левото уво за да се препознаат оние кучиња кои што се веќе заловени. Кучињата кои имаат соодветна обетка на левото уво не се опасни, вели Ѓоргиевски. Станува збор за кучиња кои претходно биле заловени, хумано третирани и вакцинирани. Но најголем проблем поради што на секој чекор има куче скитник е поради несовесните граѓани, додава тој. Затоа апелира до граѓаните, ако не се во можност да се грижат за своето домашно милениче, во тој случај да му најдат соодветен дом, а не да го остават на улица. Кучињата кои што ги гледаме по градот, а се со обечка на левото уво, значи секоја година се става различна обечка по боја, која што ги пропишува Агенција за храна и ветеринарство, со тоа може да граѓаните да познаат дека тие кучиња се го минале стручниот третман преку ветеринарно-сточарскиот центар Тодор Велков и дека овие кучиња се комплетно безбедни, проверени здравствено за лешманиоза и вакцинирани од беснило. Други кучиња доваѓаат во општина Штип, значи имаме заловени од други општини кучиња. Не знаеме по кој начин, бидејќи никош не се пријавени сторителите, тоа е оние кои што ги донесуваат кучињата во општина Штип, но сепак при чипираните кучиња се веднаш се чита чипот, бројот на чипот и се знае од која општина е. Инаку најмногу кучиња во општина Штип има од несовесни граѓани кои што не ги чуваат кучињата како што треба или ги чуваат краток период, потоа ги пуштаат на улица да сноѓаат како знаат и умеат. Потоа може да се види дека и повеќето од кучињата се расни кучиња, не се било какви бездомни кучиња. Во оваа прилика Ѓоргиевски посочи дека соработуваат со сите здруженија за заштита на животните, со цел и бездомните кучиња да добијаат соодветно третирање.